Почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитуван поранешен премиер Ковачевски, поранешен премиер Заев, поранешен премиер Оливер Спасовски, почитувани представници на изведувачот, менаџери, инженери, представници на медиумите, почитувани гости, дами и господа. Ми представува особено задоволство да присуствувам на денешниот настан по повод завршување на еден навистина значаен градителски потфат. Именно изградбата на браната Конско како дел од хидромелиоративниот систем Гевгелиско поле е една од најсериозните инвестиции во македонското земјоделие и економија, но и на енергетски план посебно, имајќи во предвид дека транспортирањето на водата за наводнување може да се користи и за производство на електрична енергија. Со оваа нова акумулација, плодниот македонски југ, Гевгелиското поле, ќе има можност за пристап до дополнителни сериозни количини на вода за наводнување, што е предуслов за соодветен принос на земјоделските култури. Покрај Гевгелискиот регион, акумулацијата ќе може да ги снабдува со вода за наводнување и Богданци и околината, како и Дојранскиот регион. Сведочиме дека се повеќе и повеќе имаме сушни периоди и недостаток на врнежи, така што секоја капка вода за наводнување е особено драгоцена. Во оваа прилика не треба посебно да се потенцира што значи земјоделието како стопанска гранка за нашата држава. Кога во светски рамки храната постојано поскапува и има недостатоци од некои производи, од суштинско значење е да имаме стабилно и квалитетно земјоделско производство. Не смее да има изговори за нашите ниви да остануваат неизорани и непосејани. Секоја педа од оваа дарежлива македонска земја треба да се искористи. Земјоделието значи храна за нашите граѓани, но и извоз и значајни девизни приливи, како еден од значајните столбови на македонската економија. Мораме со постојан ангажман да создаваме услови нашите земјоделски производи да бидат застапени не само во регионот, туку и на европскиот и на глобалниот пазар. Верувам дека, како што беше и претходно потенцирано, со најголемата инвестиција во последниве децении, не само во Гевгелискиот крај, повторно ќе се врати фокусот и вниманието кон земјоделието и развојот на нашиот јужен регион. Очекувам дека вакви и слични проекти ќе следат и во останатите делови од земјата, каде што недостасуваат акумулации како поддршка на земјоделското производство. Почитувани, дозволете во оваа прилика да се заблагодарам на сите надлежни институции кои беа дел од процесот, почнувајќи од изработката на идејното решение па се до реализацијата на проектот. Посебна благодарност до изведувачот, турскиот конзорциум од компаниите Серке и Ака Ели. Односите со нашите пријатели од Република Турција секогаш биле и се блиски и срдечни и верувам дека кога работите кај нас, се чувствувате како да работите дома. Убеден сум дека и во иднина со пријателска Турција ќе имаме квалитетна економска соработка и стратешко партнерство. Би сакал да посакам долго и успешно користење на акумулацијата и здравје, среќа и берекет за сите нас. Благодарам.